Дружението Инклузива се заблагодарува на донаторите од Скопје. Потекна иницијативата од нас. Ние се плашуваме дека имаме голема бројка на дечиња, дека не можат да ни излезат во пресрет, но и сега е оваа можност, ја користам да им се заблагодарам. Затоа што денеска овие дечиња ќе се израдуваат највеќе од сите, бидејќи за празниците некако сите забораваат на децата со попреченост, на кои највеќе им е потребна љубов и внимание. Без оглед што е, тие се радуваат од целото срце и душа, така да сме исполнети денеска и секако сакаме да им ги честитаме новогодишните празници на сите граѓани, и понатаму се повеќе да посветуваат внимание на оваа категорија. Освен новогодишни пакетчиња, ќе има едно изненадување за децата? Така, изненадувањето ќе биде Дедо Мраз, каде што Центарот за култура покрај просторот што го ослободи, најде и човек кој ќе биде Дедо Мраз денеска, кој ќе ги израдува баш да биде онаа новогодишна атмосфера. Кажете ни кога и како започна соработката со Инклузива? Сосема случајно мојот другар и мојот ценет Иван и неговото детенце беа гости во Скопје, други членови од друго здружение. Прашав во твоето здружение колку деца има, толку има, супер, сакам тоа да го направам. Така излезе се, моите пријатели, моите другари направија еден мал гест за овие деца сега да се чувствуваат убаво. Мое многу големо и огромно задоволство кога децата се среќни, затоа што среќата е многу малку. Само треба да ја видите во нивните очи. Ова започна сега нешто пред Нова година, инаку хуманитарно од кога знам за себе дарувам на тие што немаат, не познавајќи вера, раса или нација или дали е дете или е возрасен човек. Веројатно потекнува од воспитувањето дома. Може ли општо да се каже за Македонија дека граѓаните се хумани луѓе? Тоа не знам да го кажам. Тоа ќе го задржам за себе, затоа што од таа страна малку имам негација спрема нештата. Не е на луѓето да им се дава хуманитарна пред новогодишните празници. Тие не се социјален ризик. Тие се деца на ова општество и треба да бидат третирани како и секое нормално дете. Значи, овие деца не се за хуманитарна помош. Овие деца се за нормално општество на живење.